Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Православните христијани денеска ја слават Света Петка. Православните верници денеска ја прославуваат Света Петка или Црна Света Петка, зашто луѓето веруваат дека оваа светица ги штити од разни несреќи, но и од многу болести. Голем број верници денеска го посетија храмот Света Петка во Кавадарци. Ова е еден од празниците што нашиот народ најмногу ги прославува, а познат е и како Петков ден. Се празнува во секој крај, секаде има свој обичај, но сите носат вино, лепче и пченица во црква. Чудотворните мошти на оваа светица низ вековите беа пренесувани во Цариград, во Трново, па пак во Цариград, па во Белград. Сега се наоѓаат во Романија, во градот Јаши. Во Белград постои вода агијазма на Света Петка, која што чудотворно ги лечи сите болни што и притекнуваат со вера во Бога и со љубов кон светителката. Култот кон Света Петка кај нашиот народ е многу раширен. Многу лековити извори се поврзани со нејзиното име и се наречени петочни води. Петков ден како домашна слава се празнува со служби посветени на Света Петка, а го празнуваат голем број македонски семејства. Во Македонија култот кон Света Петка особено бил раширен во Мариово. Населението верува дека Света Петка е заштитничка на луѓето, ги чува од суша, поплави, неплодност, громови и од многу други несреќи. Празникот Света Петка повеќе го празнуваат жените. Има уште два празника посветени на Света Петка, преподобна маченичка Петка Римјанка, која се слави на 8 август, и преподобна маченичка Петка Икониска, која се одбележува на 10 ноември. Денешната се нарекува и Црна Света Петка, бидејќи светицата секогаш била облечена во црно. На Света Петка се случувале големи чуда, многу болни оздравувале на овој ден. Затоа луѓето со здравствени проблеми го чекаат овој празник, верувајќи дека светителката ќе им помогне. Од утре започнува вакцинацијата против сезонски грип во Центарот за јавно здравје во Кавадарци. Се наближува сезоната на грип, па пред таа да започне се отпочнува со имунизација на населението против сезонски грип. Од Центарот за јавно здравје Кавадарци денеска информираат дека од утре ќе започне вакцинација против ова сезонско заболување со цел ризичните групи на граѓани да може да се заштитат од посериозни компликации кои може да ги предизвика грипот. Вакцинација ќе се врши секој работен ден во просториите на Центарот за јавно здравје во Кавадарци. Во периодот од 9 до 14 часот има доволни количини на вакцини и препорачливо е против сезонски грип да се вакцинираат хронично болните, постарите лица и шалтерските работници, рече доктор Ристе Јовановски, епидемиолог во Кавадаречкиот центар за јавно здравје. И годинава цената на една вакцина е 400 денари, а набавени се 800 дози. Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци беше дел од кампањата на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот, во која се потенцираа деталите за безбеден сообраќај. Младите своите пораки испишани на хартија ги истакнаа на видни места за полесно да допрат до свеста на возачите. Дел од кампањата за безбеден сообраќај, која на ниво на цела Македонија низ основните училишта ја спроведуваат општинските совети за безбедност, беше и Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци, под менторство на своите наставници и преку предавања од страна на членови на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот и сообраќајни инспектори при полициска станица Кавадарци, учениците учеа за најважните детали во сообраќајот, за правилата кои треба да се почитуваат, обврските на пешаците и законите кои треба да ги почитуваат возачите. Целта, велат од Општинскиот совет за безбедност, е да се поттикнат младите на поголема внимателност, но и возачите на одговорно однесување во сообраќајот. Како завршница на трибината во Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов беше истакнувањето на пораките на видни места за, како што велат учениците, полесно да допрат до свеста на возачите. Испишани беа десетици пораки преку кои се
апелира да се користи задолжително безбедносен појас, да им се дава предност на пешаците, да не се управува со возила под дејство на алкохол и да се гледа на децата во сообраќајот како сите деца да се наши. Организаторот на кампањата, но и училиштето очекуваат ефект од истата. Се надеваат дека свеста за одговорно однесување во сообраќајот ќе ја зголеми и безбедноста. Во рамки на Кавадаречката културна есен и месецот на книгата, денеска во градската библиотека Феткин беше промовирано творештвото на Гордана Петров Такец. Творештвото на Гордана Петров Такец денеска беше промовирано во градската библиотека Феткин во Кавадарци. Настанот е организиран во рамки на манифестацијата Кавадаречка културна есен и во склоп со настаните по повод месецот на книгата. За творештвото на Такец слушаа средношколците од гимназијата Добри Даскалов. Досега имам издадено 13 романи, тука има 8 од моето творештво, кои што се блиски за публиката, Битола, Скопје, Прилеп, Охрид, добар дел од Македонија го покривам со мои читатели, па сакав така во живо и да допрам до кавадаречката публика. Мислам дека ќе најдам на убав прием, имам убави искуства од овие промоции. Сакам да се чита на македонски јазик, да се популаризира македонскиот писател, бидејќи во последниве години имаме многу плодно македонско творештво. Па сите мои романи се автобиографски. Внесена е мојата животна приказна од моите 3-4 години, нели како деца, од кога почнуваме по нешто да помниме, до моментот до кога е завршен конкретниот роман, што значи во отприлика 14 романи спакувано е се она што јас во мојот живот го поминав. Јас сум 67 годишна возраст, сепак имав еден исклучително богат, интензивен живот со турбодинамика. Пензиониран сум адвокат, сум работела и како универзитетски професор, сум се образовала во Украина и во Москва, во Русија на постдипломски и докторски студии. Сретнување со луѓе, средби, животни партнери, животни случувања, многу отворено, многу искрено, зборувам за себе, за својот живот. Последниве месеци почнав да пишувам книги за машко-женските релации, кои што се особено популарни и особено се читани. Од тој жан ја носам книгата, се викам Маш, она релација меѓу мажот и жената, не само во креветот, не само креветската историја и не само релациите љубовни, туку едно сеопфатно однесување нивното разбирање, кој кого сака да го надмудри, кој врз кого се чувствува повлијателен, подоминантен. Книги кои што навистина одат многу блиску до читателот и луѓето посебно ги сакат, ги купуваат, бидејќи тука обработувам и на основа на научно докажани факти, вистини и за жената, вистини и за мажот. Од социолошки аспект, од биолошки, од анатомски, од општествен, од сексуален аспект, од сите аспекти. Зборувам без влакна на јазикот, јас сум творец на првиот еротски роман во државата. Досега немам слушнато дека некој издал друг роман. Тоа е романот 7 минути страст. Мојот прв автобиографски роман Креветот како триумф. И след него се натака гооштрев перото и пишував се повеќе, имам интересен живот, возбудлив, динамичен. Можеби во државава постојат и други писатели со повозбудливи и поинтересни животни приказни, меѓутоа јас сум таа првата и единствената која што јавно за себе проговори, без воздршки, без запирања, без едноставно, како што кажав, без влакна на јазикот. За среќа, се подобро и се побрзо и поблиска станува книгата со читателот, што е за воодушевување не само за нас писателите, бидејќи ние никако не можеме да помислиме дека можеме од продажбата на книги да живееме. Условите знаеме каде се, не само кај нас, секаде во светот се одредени и се такви какви се, но изненадува податокот и покрај на ездата и она што го нуди социјалната мрежа, интернетот и фејсбукот, сепак особено младата популација купува и сака да чита книги и тоа е навистина за пофалба. Гордана Петров Такец е родена во 1949 година во Битола, докторирала меѓународно право и дипломатија на Универзитетот Тора Шевченко во Киев, Украина. За секогаш ќе остане запишана во историјата како прва жена адвокат во Битола, која зад себе има брилијантна кариера по пензионирањето, комплетно се посветува на љубовта кон пишаниот збор, која од секогаш тлее во нејзе. Автор е на многу стручни трудови во областа на меѓународното право и дипломатијата, како и на неколку стихозбирки поезија.
За кларинетот и историјата на музиката, вчера преку работилница се учеше во Општинското основно музичко и балетско училиште Лазо Мицефрале во Кавадарци. Во улога на предавач беше доктор Бранко Павловски, професор на Факултетот за музичка уметност во Штип. Вчера попладне во Општинското основно и музичко балетско училиште Лазо Мицефрале Кавадарци беше одржана работилница во која се учеше за кларинетот и историјата на музиката. Во улога на предавач се појави доктор Бранко Павловски, вонреден професор на Факултетот за музичка уметност во Штип. Павловски во рамки на работилницата имаше и настап пред учесниците, каде говореше за секоја пиеса, периодот во кој е компонирана и кратка историја за истата. Присутни на семинарот беа учениците од класата на професор Пешо Бошков, Силвана Чулева Атанасова, Горан Јанев и Весна Павлова. Активно учество зеди ученикот Кристијан Колев од класата по кларинет на професор Лазар Соколов. Целта на ваквите семинари е да се научи нешто плюс, да се осознаат новите методи и да се следи искуството на врвните музичари. Општинското основно музичко балетско училиште Лазо Мицефрале Кавадарци не само што често е домакин на работилници и семинари, туку и активно учествува на истите организирани надвор од Кавадарци. Настанот од вчера е само уште едно ново искуство и привилегија за прекрасен настан, смета професорот по кларинет Лазар Соколов. Утре вечер со промоција на книга и изложба Петар Наневски ќе прослави 80 години живење и 60 години творење. Утре вечер во рамките на манифестацијата Кавадаречка културна есен 2016 ќе се случи еден настан кој треба да ја отслика големината на кавадаречката уметност и култура. Имено, утре вечер познатиот кавадаречки сликар и поет Петар Наневски ќе одбележи два јубилеи: 80 години живење и 60 години творештво. Настанот ќе се случи во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе со почеток во 19 часот, а во рамките на одбележувањето на двата јубилеја, Наневски ќе ја промовира и неговата нова книга насловена како Златните усти на зборот. Но не само тоа. Љубителите на уметност од нашиот град во рамките на истиот настан ќе може да присуствуваат и на отворањето на ретроспективната ликовна изложба на Наневски. Да беа само двете промоции на книгата и изложбата, ќе речевме настан како и секој еден друг. Но овој пат тежина на настанот му даваат и двата јубилеи, а Чичко Петре на сите своји колеги им посакува да си прослават вакви или слични годишнини. Втора домашна победа за кошаркарите на Фени во Биба лигата, овој пат совладан косовскиот представник Трепча со 18 поени разлика. Втора убедлива победа на домашен терен во рамките на Балканската Бибол лига за кавадаречките кошаркари. Овој пат во салата Јасмин со плюс 18 поени разлика беше совладана екипата на Трепча. Но мора да споменеме дека и двете екипи одигра многу лошо во офанзива, додека единственото нешто што навистина функционираше квалитетно на овој надпревар беше кавадаречката тимска одбрана. Од стартот на средбата Фени ја контролираше и играта и резултатот, но на пауза се замина само со плюс 3 за домакинот, 17-14. Во вториот период, благодарение на расположениот Доминич, Трепча во 14-та минута поведе со 23-24. По тајмаутот на Малинков, Фени ја заигра препознатливата тимска одбрана, го врати водството на своја страна и на полувреме замина со предност од 35-28. На стартот на третиот период, Трепча се обиде да стигне и стигна до 37-34, но тука тргна фуриозната серија на Фени. За 5 минути Фени направи серија од 14-2 и поведе со 51-36, иако домашните кошаркари направи премногу грешки, но грешеше и противникот. Последниот период беше чиста рутина во која доминираат центрите на Фени, Николовски и Шарабидзе. Тие доминираа по двата обрачи, буквално сами му ја донесоа победата на кавадаречкиот состав со конечните 72-54.
Капитенот на Фени, Кире Николовски, беше најефикасен на теренот со 22 поени, но и најдобар скокач со 13 скока. Неговиот партнер, подобрачите грузиецот Шарабидзе, уфрли 18 поени, а реализираше и 11 скокови. Магдески повторно ја предводеше онаа фамозна кавадаречка тимска одбрана. Во нападот реализираше само 7 поени, но додаде и 12 скока, од кои 5 офанзивни. Кај Трепча, Штуц уфрли 16, Диминич 15, а Љуич 13 поени. Факт е дека кавадаречката одбрана го доби овој надпревар, но сепак клучна беше играта по добрачите на двете страни, каде кавадарчани собра буквално се. Во следното коло, кавадаречките кошаркари ќе имаат тешко гостување кај лидерот во нивната група, екипата на Сутјеска. Следува време. Времето утре е променливо облачно, студено и ветровито, предпладне со повремен дожд, а попладне облачноста ќе се намалува. На повисоките планини и запад врнежите ќе поминуваат во снег, температура до 14 степени. Гледавте вести, имате пријатна вечер со програмата на КТВ.